Стрелањата особено во период на јануари 1945 година. Америка, Австралија кои ни дават безрезервна подршка. Кои се арачниите? Арачниите се белосветските емисари што доаѓаат во Македонија. И тога ќе му е пееме песната Кој душман ќе влезе, жив нема да излезе. Денеска, како што гледате, повторно сме собрани во Битола. Повеќе од 30 дена македонскиот народ обединет, сплотен, застанува во одбора на македонски национални и државни интереси. Под мотото за заедничка Македонија сме сплотени сите да ги зачуваме националните државни интереси. Сме собрани да кажеме стоп на антимакедонската тиранска платформа, која што е креирана во други држави под туги знамиња и која што е креирана да го разнебити македонскиот народ. Како историчар сметам дека тиранската платформа представува нов заговор за уништување и разнебитување на Република Македонија. Низ историјата македонскиот народ страдал, бил угнетуван, репресиран, бил распарчуван. Ова е нов заговор за уништување на македонскиот национален идентитет. И сметам дека во самите точки на тиранската платформа повторно се возобновува историската Призренска лига која што беше зацртана од албанските политичари во 1978 година. Меѓутоа, во оваа тиранска платформа ќе гледаме и во позадина стојат и сепаратистички тенденции кон Република Македонија. Сметам дека и во самите точки на тиранската платформа повторно се кријат и задните намери на соседните балкански земји, значи не само на Тирана, туку и на другите балкански соседни земји кои што работат на уништување на македонскиот идентитет, бидејќи на точките на самата платформа е промена на идентитетот и името на Република Македонија. Со промената на името Република Македонија се губи идентитетот и сметам дека сите македонци денеска треба да бидеме обединети без разлика на политичка, национална, верска припадност, сите граѓани на Република Македонија лојално да застанеме во одбора на државните македонски национални интереси, да скажеме стоп за двојазичноста на цела територија на Република Македонија, заштита на македонското знаме, македонската химна и сите лојални да му служиме на Македонија и на македонските државни национални интереси. Носам силна порака до моите мили браќа и сестри битолчани, заедно да си ја браниме татковината. Дојдов овде да кажам дека македонска мајка ме родила и клетва ми оставила, расти и бори се чедо за Македонија. Порака до сите политички партии кои сакаат да формираат влада на Република Македонија. Откажете се од тиранската платформа. Нема Македонија повеќе арач да плаќа жртви. Натопена е нашата македонска земја со крвта и потта на илинденците, на партизаните, на бранителите. Немојте да дозволите да не раскрват до тој степен брат со брат да почниме да се мрзиме. Ние сме миролюбив народ, правдата треба да победи. Му честитам на поедини албански пратеници кои јавно говорат дека СДСМ ја прифатила албанската платформа, зато ги добила подписите. Зошто челниците на СДСМ го лажат народот? Бидите мажи, ако сакате да ја водите оваа држава, народот треба да ја знае вистината. Ја прифативте или не? Ако ја прифативте, откажете се да одиме на нови избори, народот ја дава власта, народот ја зема. Ако имате прифатено и го лажите македонскиот народ, 500.000 пратеници ќе има македонскиот парламент. Ќе ви ја запееме онаа нашата кој душман ќе влезе жив нема да излезе.